Вечерва во Отворено, заминувањето на Арбен Таравари и Алијанса од функцијата министер за здравство и од владината коалиција. Политички потрес или очекуван расплет? Дали ова почеток на нови турбуленции во македонската политика, особено која што сега се одразува во албанскиот политички блок? Како ќе се рефлектира овој потек врз стабилноста на владата предводена од Христијан Мицкоски? Кој ќе го наследи Таравари на министерската позиција, што се ова ќе значи за локалните избори и дали може да се очекуваат и предвремени парламентарни избори. Опозицијата критикува за нефункционалност на владата, ВМРО-ДПМН продолжува стабилно како што велат. За овие прашања вечерва дебатираме со Петар Ристевски од ВМРО-ДПМН. Добра вечер, добре дојдовте во студиото. И Богданка Кузовска од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добра вечер, добре дојдовте во студиото. А во дел од емисијата ќе го вклучиме и аналитичарот Мерсел Билјави. Господин Ристевски, дали заминувањето на Арбен Таравари од владата е еден нормален демократски процес како што го објаснувате или сериозен удар врз коалицијската стабилност? Би кажал дека е тоа волја на господинот Таравари и еве кажувам нека му е со среќа како што одлучил, така нека оди по својот пат. Ние како ВМРО-ДПМН, како влада на Република Македонија продолжуваме по нашиот пат кој го имаме зацртано. Мене ме радува што во изминатиот период на вистина излеговме во пресред на сите оние ветувања предизборни кои ги имавме пред граѓаните. Ги реализиравме најголемите ветувања, проекти во делот на зголемување на пензиите, зголемување на плати во образование за 15%, поспишување колективни договори со синдикатите, потоа со зголемување на платите во здравството, исто така за 15%, зголемување на капитациониот бод на матични лекари, стоматолози, гинеколози, одличен откуп во тутуно производството. Апсолутно квалитетно, значи се оно што го ветивме во пред изборите, ние го реализиравме за само една година. Добро, и тоа навистина ме радува. Политичка анализа, зошто Таравари си заминува? Бидејќи неговите обвинувања се на линија на повеќе елементи од недоволното добро функционирање на владата до запоставувањето на прашањата кои што се важни за неговата партија, како што беа балансерот и така натаму. Видете, сепак ова одлука на господинот Таравари, не би рекол дека и на неговата, да ја наречам, партија или фракција во Албанска алијанса, бидејќи таму има подолго време превирање кој е председател или кој е легитимен председател со господинот Зијадин Села. Не знам дали комплетно сите партиски функционери ќе застанат заедно со господинот Таравари и пратеници. Но ќе кажам дека забележително беше еден за мене момент кога господин Таравари го промени начинот на однесување и секако наративот, беше во моментот кога се појави во јавноста темата за потпишување и непотпишување на тој договор за, не знам, изградба на капна гаража или кој ќе стопанисува со паркингот во клиничкиот центар во Скопје. Јас тука се појавија многу шпекулации, се појавија многу да ги наречам муабети, дали се чаршински, дали не се чаршински муабети, како што ние во Прилеп ги нарекуваме, но дали се шпекулации, се зборуваше за, не знам, провизии и слично. Дали е така, јас навистина не знам. Политички причините на Таравари, повеќе лукративни или не успел да добие нешто што очекува? Видете, тоа ќе го покаже времето. Секако. Дали се лукративни или не, за брзо ќе го покаже времето. Идеолошки не се. Апсолутно идеолошки не се, бидејќи од она што имав можност да го слушнам од самиот министер Таравари,
кажа дека не наведе некои јасни причини и денеска во разговор со неколку функционери од неговата партија, кои лично јас ги имав, и сами кажаа дека уште не му се јасни и доволно објаснети внатре во партијата причините поради кои се одлучил Таравари на ваков чекор и не знаат дали ќе го следат се уште, но јас ќе кажам дека од тогаш, од тој момент, беше забележлива промената во однесувањето и на наративот на господинот Таравари. Дали Арбен Таравари има концесија кон некого, кон некоја фирма од Албанија која го добила тендерот, не го добила тендерот, мислам дека Џокај, така нешто беше името на фирмата, и дали, не знам, некакви пораки кои веќе циркулирале или не циркулирале, се во доменот на шпекулациите, јас не можам тоа да го кажам, се причина за ваквото нешто или е уценет господинот Таравари, ќе покаже времето, но можам да кажам дека владата на ВМРО ДПМН и коалицијата е стабилна, без разлика дали ќе имаме 78, 75, 77, а може би и повеќе претеници, бидејќи кога една врата се затвора, друга се отвора, така да има повеќе комбинации, не би зборувал за тоа, така да мислам дека многу поважно е она што во моментот е владата стабилна, мнозинството е стабилно, владата функционира стабилно, ги реализира проектите, граѓаните се задоволни и тоа го покажуваат и најновите анкети. Благодарам. Господја Кузевска, велите дека ова било очекувано, што се случи поради хаосот кој што владее во владината коалиција, мислам ваши зборови. Цитирам, хаосот во владината коалиција или хаосот во делови од владината коалиција и зошто ова се случи? Во владината коалиција, јас себе го слушав образложението од страна на власта за излегувањето на Арбен Таравари и не слушнав ниту еден аргумент кој што навистина би бил кредибилен, зошто Арбен Таравари навистина ја напушти владината коалиција. И она што го забележав класично за ВМРО ДПМН, одма се оди на дискредитација на личноста, односно на тоа дали е тој кредибилен или не е кредибилен во неговата партија, дали тој е лидерот или кој е лидерот. И другата личност која што ја спомнавте исто така во опозиција, и несериозно е власта да зборува за чаршиски моабети, дали биле во прашање провизии или не биле во прашање провизии. Власта е ваша, вие ги имате институциите и тоа треба да го истражат, а не да зборуваме за чаршиски моабети од страна на власта. Тоа би можело да го каже како опозиција, ве сослушав до крај. За мотивите, да, за тоа зборуваме. Ние ова е потврда на што го кажуваше и господин Одристевски целосно на пресконференцијата која што денеска ја имаше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дека станува збор за поделба на функции, за поделба на проценти, за поделба на тендери и несогласување околу тие работи. Останатиот делот за реализирање на предизборните ветувања за само 10 месеци, апсолутно не би се согласиле тука, затоа што тоа покажува дека она на што вие бевте фокусирани се дефинитивно овие работи кои што ги кажуваме, овие работи кои што сега и вие сами ги потврдивте, со катната гража, со останатите други работи кои што кажувате дека не се идеолошки, туку станува збор за некои можеби бизнис интереси, за некои работи кои што се случуваат под маса, вие само тоа го потврдивте и сте концентрирани токму на тоа, не на реализација на програмата, затоа што во овие 10 месеци покажавте само трошење, покажавте еден луксус и целосна несериозност кон граѓаните околу заштита на нивниот животен стандард, но за тоа верувам дека подосна ќе изборуваме. Излегувањето на Арбен Таравари според нас од власта значи и покажува дека владината коалиција не е стабилна, дека не станува збор за незадоволство само од една страна и верувам дека времето тоа допрва ќе го покажи, освен оние дела што досега веќе се потврдени, односно покажа во однос на сите скандали што за 10 месеци излегува, покажуваат дека владината коалиција не функционира без разлика колку пратеници имате сега. Малце сте контрадикторна, да, бидејќи вашата влада функционираше со 61-62%. И јас ви кажав дека владината коалиција а нашата влада во моментот и без Таравари, и сите 5 пратеници да
бидат со него, ќе брои 73. Ама вие вие И задоволствени? дали се, може би, видете, има тука и, не би сакал да ги откривам и другите комбинаторики, бидејќи ништо не е дефинитивно, но има комбинации, може би претеници блиски до Социјалдемократскиот сојуз, до кампусот на Социјалдемократскиот сојуз. Добро, или до да ве Европскиот прашам, фронт. доколку Таравари не излезеше се од власта, дали блиски. вие ќе го испитувавте случајот со катната гража? Ние го закочивме тој процес. Со И катната кој гража. има Ние одговорност за кажавме обид, дека- затоа што и дека- обидот спаѓа во правно дека кога се кривично појавија правно дело. сомнежите за лукративно однесување, ние тој процес го закочивме. Ама и тоа не воопшто може да биде не се така, тоа е спроведе. тоа е многу несериозно вака кога го Апсолутно зборувате. не е несериозно. Значи и обидот е во кривично правно. Тоа треба да се одговара тој што Па затоа јас кажав дека е многу несериозно од власта да зборува за чаршиски муабети. Вие или имате потврда за тоа или не, или знаете што се случувало во коалицијата или не знаете што се случува. Сакам да видиме во коректни коалицијата. вечер во оваа Така. дебата, за прв пат сме добро запознавање ќе биде. Запознавање, така да вие сте дама и ќе ве молам да без бидеме разлика, коректни. еднакви сме, Да. така да. Така. Ќе ве молам да бидеме коректни, бидејќи Не мора да ме штедите ако мислите со тоа не, за не, дама. апсолутно не заштедено, да бидеме Така. коректни, бидејќи ова не беше во доменот на шпекулации, што го кажав чаршиски мовети, кажав како за причините, бидејќи не се доволни објаснети ниту од самиот од господин Таравари, ниту внатре во неговата партија, доволно не били објаснети, ова го кажувам одговорно, бидејќи денеска комуницирав со доста функционери од неговата партија, не били доволно објаснети и не се начисто зошто господинот Таравари се одлучил на Добро, но вчера ги видовме сите позади него на пресконференција. Да, ама тоа е апсолутно, видете. Што да кажеме, нема послушност некој. Не станува збор за непослушност, но господинот Таравари во изминатиот период, додека беше во власта, во владата, министер за здравство, тој активно учествувал цело време во работата на владата, во работата на владините тела и во ниту еден момент, одговорно тврдам, ова денеска го кажа и представници од владата, дека господинот Таравари ниту во еден момент не се интересирал за законот за јазиците или за законот кој ќе го замени балансерот. Се интересирал за Господин да. Артан Груби, за Зоран Заев постапките, за постапките, не знам, во делот на јавното обвинителство со оделот со Али Ахмети и неговото пошироко семејство. И доколку не заминеше, вие би го толерирале тоа. Добро. Не би рекол дека ќе го толерираме, Да. но ние апсолутно не толерираме никој кој ќе каже дека сака да коалицира со оние кои во изминатите години, додека ја практикувале власта, го осакатиле државниот буџет. А такви се Артан Груби, кој е моментално во бегство, такви се Зоран Заев, Венко Филипче, председателот на вашата партија, и сите оние за кои сега господинот Таравари влегува во нивна преградка, а кои се и на црната листа на Соединетите Американски Сигурно држави. тука ќе има кузарска За кои реплика. ќе кажа, за кои ќе кажа Да и оставиме ВМРО ДПМН како политичка партија. Нема. И Алијанса на албанците. И целата албанска опозиција во предизборниот период дадоа ветување дека ќе се борат против криминалот, корупцијата и злоупотребите на државниот буџет и државните средства од страна на Демократската унија на интеграција и Ама Социјалдемократскиот за тоа сојуз и време, господин Ристевски, во актуелната власт, додека го правите, Овој пат, додека го зборувате вие ова, господинот актуелната Таравари власт, се заборавате одлучува да се врати во за колку тендери, на оние кои се на заборавате, црната листа. Ве молам да се доискажам. Да, Тука имаме еден врховен судија, нема проблем. Беджети, Поентата е кој на таа. црна листа, еден недопирлив градоначалник, додека вие бевте власт, Рамис Мерко, сега е на црна листа. Тука имаме еден директор на едно јавно предпријатие, Еју Прустеми, кој исто така има кривична пријава и треба да одговара за и ќе одговара за злоупотребите кои ги правел во периодот додека ја практикувавте власта, така да сите оние кои се огрешиле, ВМРО ДПМН нема дилема ќе одговараат. Господинот Таравари не знам зошто, од неговои причини, се одлучи да оди наспроти своите гласачи,
од кој патем ја доби и довербата на минатите избори, кои апсолутно гласаа против криминалот на Демократската унија за интеграција. И се враќа во прегратките на оние кои се на листа на нашиот стратешки партнер. Споменат беше вака и сега, лидерот на СДСМ да, и так. пореднешниот, претпоставувам, тука ви беше делот. Тука и да, поентата, тука сакав да реплицирате. реплицирам, бидејќи повеќе работи беа кажани. Прво, како партија на власт, повторно се однесувате како опозиција, да ве подсетиме дека една година сте на власт. Ова што го кажувате сега воопшто повторно е без никаков аргумент, паушални, значи напади, не подкрепени со ниту еден факт. Еве ќе ве подсетам, ако веќе зборувате, колку вие имате функционери кои што биле инволвирани во случаите на специјалното јавно обвинителство, во Талир случајот кој што продолжи. После продолжи, сега сакате ли да ве подсетувам кога се бидеше јавен обвинител? Ама ме прекинувате, јас бев толку демократска како дама, како што рековте, ве сослушав до крај. Како дама ве сослушав до крај, така беше. Добро, во ред. Ама сега дали јас ќе инсистирам на одговорот. Колку имате вие функционери кои што биле вклучени во случаите Талир, во случаите кои што докажуваат дека 11 години се крадени изборите, во останатите случаи за кои што се уште има и судски разрешници и се ваши функционери. И вие додека кажувате што правела минатата власт, пак ве подсетувам дека вие сте сега на власт. За колку ние сме излегле, за колку значи тендери кои што се направени, гледаме по фамилиарни врски, например еве во Министерството на Стефан Андоновски кој што бара извинувања, самиот потврдува дека тој само подпишува, дека всушност не знае дека државниот секретар, сопругот на државниот секретар добил тендер, затоа што тој подпишувал многу документи. И ние да веруваме треба во оваа случајност, и вие тоа не го испитувате. Туку она што го правите како власт е само да напаѓате повторно на опозицијата, само за да дефокусирате. Ги има уште многу скандали кои што може да се кажат, и исто така роднини, да зборуваме за тендерите кои што беа и во општина Аеродром, за сите кои што излеговме како Социјалдемократски сојуз, како конструктивна опозиција, за да опомениме дека стартот на вистина ви беше лош. Посебно затоа што воопшто не се концентриравте и воопшто не се фокусиравте на граѓаните. Јас повторно ќе кажам, она што сега го чувствуваат граѓаните, може би двајцата сме досадни, затоа што денес се вратиле од супермаркет и виделе нови цени поскапи. И вие зборувате за покачување на плати, а културните работници, додека министерот ги троши парите, веќе видовме во јавни достапни документи по колку пари во ресторани трошат. И културните работници Великден го чека без пари. Добија плата на крајот на месецот. Како се зголемени платите за 8%? Што зголемувавте вие? Вие имате портпарол во партијата кој што излегува и вика дали човек кредибилноста на синдикал на лидерот на ССМ. Го кажувате како може, замислете која контрадикторност, е толку нелогично да се свати и да се свари сериозно, да ви кажам. Да кажувате дека како човек кој што зема 2000 евра плата може да се бори за покачување на плати. Па токму вие треба да се борите за покачување на плати. Вие сте платеници со толку плата, со таа сума. Значи вие треба баш да се борите за токму тие кои што се подобро платени треба да се борат. Која минимална плата ја зголемивте вие? Господја Богданка, ние ги зголемивме платите во образование за 15%. И колективните договори кажавте дека не чинати. Нашиот мандат подпишавме договори со синдикатите во образование за 45% изголемување ќе имаат на плата. А за 60% покачени цени во супермаркетите без никаква контрола. Ма не, како не сега па. Ама сега не се пермутација. Ама солносот е тој. Ваму взимаш, ваму трошиш. Јас ве прашувам, значи прво немат ние се бориме и ги покачуваме платите. Друга работа. Ама минималната плата вие синдикатите и извинете и фирмите ги оставивте сами да се разберат. Ама само каква е таа власт? Викате нека се разберат сами. Како да се разберат сами? Вие сте парол на Социјалдемократскиот съюз. Да, сум. И сигурно ги пратите изјавите и на Стопанската комора и на синдикатите. Ги пратам, да. А тогаш кога после состанокот на и не гледате дека требате да се вклучите токму во тој диалог со претседателот на владата, дали знаете што изјави? Што изјави? Седни како? Дека проблемот бил помеѓу синдикатите. А така. Јас мислите за она кога му кажува Азевски на Мицкоски да се врати назад да седне. Дека не заврши со него. Нема проблем ако се договорат синдикатот и Стопанската комора за зголемување на плата. И апсолутно тука нема никаков проблем со владата на Република Македонија. Владата на Република Македонија се залага и не само се залага, туку ги изголемува платите и ви кажа во образование, во здравство, на полиција,
за само 10 месеци пензии за 5000 денари, она што го ветивме уште на првата владина седмица го направивме пред изборите. За 5000 денари зголемени пензиите на пензионерите кои вашата министерка ги бркаше како кучиња од канцеларијата на владата. Вие синдикалната кошничка ја правите за тројца луѓе, за тричлено семејство. Вие одморот го тргате од синдикална кошница и кажувате дека повикувате. Ве молам ништо не изголемувате. Со тие пензионери цело време сум го живеел тој проблем. А како ги и луѓето од тоа 11-12.000 денари сега му се зголемени пензиите за 5.000 денари. Значи тоа е некаде за 50%. Дали вистина ова го кажав сега? Да, апсолутно. Да, можете да проверите. Да, а синдикалната кошничка ќе ја рачунате по за 2500 денари на почетокот на мандатот и сега од март уште 2500 денари. Синдикалната кошничка за тричлено семејство и вашата министерка ќе се чуди како децата, како семејствата со деца пијат по 13 литри млеко во месецот и ќе кажуваат дека е луксус овошјето. И дека одморот не може да како не навлегувате сега од една страна имате лидер кој што на младите им вика да стапат во брак порано, многу детно семејство да имаат, а синдикална кошничка ќе рачунате за тричлено семејство? Не, но само ова се фактите. Ама ова се фактите се. Факти се зголемените пензии за 5000 денари. Факт не е синдикалната кошничка. Факти се зголемените плати за 15%. Факт не се цените. Во образование, во здравство, а ако беше вие на власт цените ќе беа пониски? Да. Вие имавте инфлација од 30%. Ама ние бевме на власт во две сериозно тешки кризи. И имаше имаше 9 пакети на мерки. Што зборувате сега за короната ли СДСМ ја донесе? Па не ја донесе короната, но многу лошо се справи. Многу лошо се справи, да. Лекар може да го потврди. Па да, вие и сега и да ги навредите сите ваши колеги. Со ова што го кажете, затоа што сметавме дека најдобро се справија токму до тоа, а политички да, затоа што вашите доктори излегува и ги повикува граѓаните да не се вакцинираат. Проба да профитира на маката на граѓаните. Затоа имате подкрепа? Да би било тоа така. Па знаете ви, да би било тоа така. Сингапур со 3 вработени, тогаш требаше да увезуваме. Ја пак ќе кажам, несериозни сте од позиција на власт да зборувате вака. Со 3 вработени од Сингапур во 2017 регистрирана. Несериозно е од позиција на власт. Ама несериозно од позиција на власт да зборувате за нешто па. И за тоа ќе има одговорност. Како ќе се И затоа имате врховен судија на црна листа, имате Иџет Мемети од член на Совет за јавни обвинители со докажано фатен што земал подкуп пари, заедно за да биде со ваш судија, председател на суд, за да биде ослободен ваш градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, кој фатен беше на границата со Бугарија, каде што шверцуваше цигари и пукаше, имаше вооружена преснетка. Вие што ги пуштивте од граница ова криминалци? Кој криминалци се пуштени? Кој го Кој? Па првиот случај преку граница кој беше пуштен? Артан Грубиев пример како замина. Ама како замина? Од граница вие бевте на власт. Ама и ваш подпредседател на влада. Ама како замина? Артан Грубиев ви беше. Ама не беше со нас кога замина. Ама кој ви бил може би вас, мене не ми бил икона. Ама избега затоа што беше покрената икон и јас немам ниту еден од политичарите. Како? Затоа што ќе лежи затвор, затоа избега. Ама како го пуштивте? Не знам ја кој го пуштил. Тоа треба да има одговор. Вие кажете вие кој го пуштил. Па вие сте на власт. Не е така. Кој ви беше директор на царина, на полиција, кој беше министер и тоа технички министер претходно, значи цела година министер за внатрешни работи. А ја напушти, така е, убаво кажете, ја напушти, тој не избега, убаво кажете, ја напушти државата. Ќе биде екстрадиран, приведен и ќе си го одлежи она за што го оштетил буџетот за милиарди евра, не за милиони. И Бехтел и Јенка ќе го прекиневте. И му вие бевте послушник, како политичка партија, сега не зборувам, како Богдан Каковевска, но вие и како Богдан Каковевска, ама да ве подсетам дека бевте во коалиција, да. Артан Груби. Како сум го бранила Артан Груби јас? За сите тие криминали што ги прават. Еве, јас ќе ви кажам, сум држала пресконференции за поддршка на Бехтел и Јенка. Го прекинавте ли проектот? Не, го модифициравме. Зошто? Како го модифициравте? Бидејќи доколку го прекинавме тој проект, ама вие дојдовте на вие викате ги исполнивме ветувањата. Еве ќе ви ги кажам ветувањата. Бехтел и Јенка нема да постои. Ќе издействуваме подобар договор со Бугарија. Ќе издействуваме влијание за промена на преговарачката рамка. Па тие ви се ветувањата во власта. Како лажете? Па сега да ви ги извадам изјавите на Христијан Мицкоски од митинзи? Па еве сега телефонот да ми се наполни пошто е наполнет, стварно ќе ги извадам. Нема проблем, после рекламите да. Мојот телефон е полн, земете. Еве, отворете Христијан Мицкоски преговарачка рамка.
Не ветивте, и чекајте, Петар Ристевски, нека остане, и еве, никој нека од остане ВМРО забележано. Немаат ветено, Во ред. дека вака, Ајде, јас ќе ајде, кажам. да. Векте Ленка, е лош договор, беше Така. лош договор, со многу лош и криминално одбран надзор. И немавте ветено дека ќе го прекинете. Добро. За Кажавме, преговарачка рамка? Вака кажавме, кога дојдовме на власт, само секунда. само За волја на завршиме. висината и за граѓаните. Добро. Кажавме Да. дека има две можности да го раскинеме договорот за кој ќе се плаќаат пенали и како држава не би сакале да. Ама договорот и како беше влада јавен, вие ја знаевте што ќе оштетиме се случува, државата. зашто им ветувавте на Договорот го граѓаните? потпиша- Зашто ги го лажевте потпишавте дека вие. е така лош? Ама зашто ги Социјалдемократски сојуз. лажевте? И договорот не беше достапен за пратениците. Добро, каде модифицирав? Беше скриен. Во кој дел модифициравте? Дозволете ми сега да се Еве, доискажам. одете на Ама главното, чекајте сега. во кој дел модифициравте? Значи, одам јас кај што сакам. Дозволете ми да се доискажам. Во ред, окей, доискажавте. Значи, Ќе ве почекам. Кажавме дека имаме две можности. Да го раскинеме овој штетен договор за државата. Доколку го раскинеме, ќе плаќа државата сериозни Така. пенали. Доколку Не го сакавме да ја модифицирате? штетиме и кажавме дека ќе преговараме Добро. и ќе направиме да го оптимизираме договорот со Бехтел и ЕНК. И како го И тоа го оптимизирате? направивме. Како? Гледате сега. Кај е разликата, Видете. за да знаат граѓаниве да видиме каде им се заштедија парите, ако може да знаете, да ни кажете. Во многу наврати се заштеди. Каде? Во делот, Во кој дел? во делот од Кичево до Бокојчани, каде што не беше предвиден воопшто автопат, во тој дел кога требаше Тетово Гостивар и Гостивар Бокојчани, сега ќе се гради и трасата од Бокојчани до Кичево. Значи вие само И сте така- го надградиле договорот. Да, ама за парите кои вие А за сте истите? предвид за истите пари, Да, добро, добро. ќе се градат и нови делници. Ајде, Исто така во во ред, во ред, во ред. делот на Пак не гледам каде тука да автопатот заштедате, добро, во ред. Прилеп-Битола, Во ред, во ред. Да. исто. Ама Ќе за се- преговарачката рамка ќе заборавиме подоцна може Не, да не, ме зборуваме, прашавте зашто што гледам можеме дека за само за ова ви преговарачката За ова Па ви не објаснив. разбрав за За модифицирање. ова дека модифициравме и добивме, Мајцата за сега. добивме многу милиони евра за штедивме Да. од она што вие го договоривте. Добро, Ристевски ви благодарам. Кој ќе Значи, заврши, одиме на морам куса да пауза. кажам, Да. ќе заврши во приватни џебови. Добро. А Одиме сега на куса- граѓаните ќе возат по Одиме модерен на авто. куса пауза за реклами, после ќе го вклучиме веднаш после рекламите аналитичарот Мерсел Билјали за тоа како оваа владина коалиција би продолжила да функционира. Повторно во студиото на телевизија 24, тука со мене во студиото се Кузеска и Ристевски од СДСМ и ВМРО ДПМН, а сега ќе се вклучиме малку да добиеме еден аналитички поглед на она што се случува во владата и како би продолжила оваа владина коалиција во иднина. На линија го имам господинот Мерсел Билјали. Добро вечер, добре дојдовте господине Билјали во Отворено. Добро вечер, добро ве најдов. Така е, прашање за вас. Таравари и Алијансата ја напуштија владината коалиција и се прави еден гап во тоа Бадинтерово мнозинство во владината коалиција. Мислите ли дека на овој начин може да продолжи да функционира владата во иднина и на подолг рок одржливо? На првим поздрав до вас, до вашите гости, ценети гости. Гледам дека и во јавниот живот се случуваат работи кои практично се случуваат и во приватниот живот. Значи првим мед и млеко, потоа лук и вода. Значи реално никако да се ослободиме од менталитетот на кавгите, на политичките ривали. Значи секогаш мислиме дека ако успееме да ги убедиме или настојуваме да го убедиме луѓе дека кој е виновникот, и цело време со тоа ја трошиме енергијата. Мислам дека ништо од тоа не бива. Гледате дека 35 години Македонија не се мртва, значи од мртва точка. Сите околни држави кои биле или кои беа зад нас, и тоа многу зад нас, сите сега се понапред, мнозинството се членки на Европската Унија со висок стандард,
може да предвидите, например, Руманија, Бугарија, па и сите источноевропски држави. Значи, тоа ме загрижува што цело време ние правиме кавги, сакаме да изнајдеме оправдувања, ама од тоа ништо ние. Како... Добро, кој е виновен за тоа во оваа актуелна ситуација? Еве, Тараварија напушти владината коалиција. Зошто тоа се случува? Па најверојатно тоа исто како ќе отидете пред матичарот, ќе се фалите дека се сакате многу, потоа ќе завршувате пред судијата за развод. Значи во политиката и тоа е нормално, но малку е тоа симптоматично дека од екстремност, значи од една крајност се иде на друга крајност, значи од една голема љубов, едно големо сакање, потоа цело време, значи дрвја и камен против факторите кои наводно се виновни поради тоа. И сега, проблемите кои ни се, освен тоа што спомнав, значи цело време ние стагнираме. Па и во моментот се појавуваат проблеми. Тие се првенствени во тоа што реално сега со 9 пратеника колку има, абсурдно е да може да функционира патентер како механизам кој обезбедува функционалност на политичкиот систем во собранието, особено за да се заштитат и унапредуваат односите меѓу етничките заедници. Значи тоа ќе дојде до голем прашалник. Второ, тоа има исто така и биолошки ефекти. Со тоа, значи, таа коезија се изминира, значи, се детонира таа коезија, која секогаш имам чувство дека брзо се развија во мирнодопски времиња или посмирени времиња. И потоа кога статаме до диви води, го губиме компасот. Мислам дека тоа треба да ни врвен патриотизм на сите граѓани, без да се македонци, албанци. Како да изградиме коезија? Ние можеме цело време да се караме во крвга и така натаму. Значи тоа е клучно. Како да изградиме функционална коезија и психолошка коезија? Знаете дека сега со 9 пратења, не знам колкуто психолошки, прво ќе се одрази негативно кај албанската заедница. И стварно голем проблем е тоа. Ја мислам дека креаторите на политиката треба да седнуваат да видат што треба да се направи. Не можеме цело време да калкулираме партиски, електорално, колку пратеници има, колку сме силни, колку сме јаки, а пациентот умира. Тоа ми е. Сакате да кажете дека оваа ситуација неминовно ќе води кон можеби идни парламентарни избори во некое догледно време? Па тука се две опции. Првата опција, значи, ваквата состојба веројатно ќе се докаже како нефункционална, што може да доведе до мнение или убедување дека неопходни се паралелни избори, значи и локални избори и парламентарни избори. Втората варијанта е можно да се отиде први на локални избори, па потоа тој вал, значи тие резултати да ни бидат основа што треба да се направи понатаму. Значи владата некако би со втората би се тестирала себе си, а и за јавноста може тоа ќе би, ако кошта повеќе пари за јавноста, може би беше поприфатлива, значи ако се покажуваат диаметрално различни неочекувани резултати од тие што бар претендираат да се дека ја представуваат и албанската заедница и сите други. Господин Билјали, ви благодарам за ова вклучување во денеска во рамките на емисијата Отворено. Господин Ристевски, пред малку заврши седницата на извршниот одбор на ВМРО ДПМН. Задолжен е председателот на партијата, односно премиерот, да даде предлози за идните места. Меѓутоа, ова што го слушнавме еве вака од некои политички аналитичари, дека нефункционално ќе биде
продолжувањето на владата во однос на Бадентерот, ако остане со само 9 албански претендици кои што ја поддржуваат владата, односно ќе се направи една дискрепанца помеѓу гласачите кои што ја поддржуваат таа влада во делот на албанскиот политички блок. Како гледате на ова во ВМРО ДПМН? Да, се слажувам дека ќе има проблеми и не е едноставно доколку остане оваа ситуација како што е најавено дека ќе биде сега. Значи, ќе биде потешко да се обезбеди Бадентер. Не знам дали ќе се обезбеди возможно, невозможно, ќе видиме, ќе покажат идните данови, но секако дека во духот на она што го рече и Билјали, дека не сме албанската заедница да се почувствува како дискриминирана во одреден сегмент. Значи, или духот на рамковниот договор, еве ако баш сакате. Тука се две тези, значи ме прашавте околу Бадентерот, ќе кажам дека се сложувам дека нема да потешко и нема да функционира едноставно, но би кажал тука за волја на вистината дека на повидок и немаме многу закони кои во моментов ни е потребен Бадентер. Владата ќе кажам дека е стабилна, функционира стабилно, работи со полна пареја, имаме стабилно мнозинство, а околу на што втората теза која ја наведовте и почитуваниот ваш аналитичар ја спомна, околу волјата на албанските граѓани, односно албанските гласачи, јас ќе кажам дека волјата на македонските, на албанските, односно на сите граѓани на Република Македонија, јасно изразена беше на изборите минатата година и добивме и ние, како ВМРО ДПМН, како Алијанса на албанците, Вреди, Знам, сите оние добивме кредибилитет за она што го ветивме пред изборите, дека ќе се бориме против криминалот, корупцијата, за кои беа олицетворение Демократската унија на интеграција и Социјал-демократскиот сојуз. И ние тога го направивме. Ние, после толку години, ветивме дека Дуј ќе замине во опозиција и замина во опозиција. И 2006 замина во опозиција, па се врати за една година. И треба да му биде, да ви кажам, тоа никогаш не е треба гаранција да му во биде политика. јасно дека таму и ќе остане. Ние ветивме бескрупулозна борба со криминалот и корупцијата и во овие 10 месеци апсолутно тоа го правиме. Значи, И тоа ќе продолжиме. Без разлика дали му се добајќало тоа на Арбен Таравари, на Али Ахмети, на Венко Филипче или не знам на кој. Ние ќе продолжиме со тоа што сме го добиле како доверба од граѓаните на Република Македонија. Без разлика дали се албанци или македонци. Не. И албанскиот, видете, господине Чедиковски, и албанскиот електорат во Република Македонија даде поддршка на борбата против криминалот и корупцијата и она што го правеше дуи дивење со државните ресурси во изминатите 20 години додека беа на власт. И апсолутно јасна беше волјата и на албанските гласачи да ја дадат довербата на оние партии кои застанаа против Дуј. Она што сега, овој потек на господинот Таравари, кој самиот тој и недоволно го објасни, уште еднаш ќе потенцирам, ќе треба на вистина да излезе со релевантни факти зошто го прави ова, бидејќи, како што кажав и на почетокот на емисијата, има тука доста сомнежи околу причината за ваквата, мотивите за ваквата одлука. Дали е лукративно прашање или нешто друго, сигурно не е идеологија. Но уште еднаш ќе кажам, и албанските гласачи стојат за тоа борба против организираниот криминал, корупцијата, бидејќи само уште ова сакам да го потенцирам, криминалот не познава бој, не познава националност. Без разлика дали е албанец, македонец, србин, бошнак, влав, турчин, ром, ако се огрешил, ако направил злоупотреби на законот, ќе одговара. И тоа се случува. Да, не се прашува, претпоставувам за тоа како ќе се формира владата и така натаму, мислам во однос на политичкиот моментум. Меѓутоа, како гледате на едно вакво функционирање кое што сега би останало во владата со еден помал албански партнер, што веќе сме го видели во минатото,
И тоа е всушност оној принцип победник со победник кој што во едно време го заговараа ВМРО, ДПМН и ДУИ, кој што подосна беше нарушен, би рекол во прилог на Социјалдемократскиот сојуз во 2017 година. Во исто време, дел од овие критики кои што Таравари ги упати кон владеачката партија, па и кон партнерите своји во таа коалиција, е дека целото функционирање на владата го загрозило и европскиот пат. Денеска видов дека и вие на таа линија на истиот начин не критикувате владата. Како понатаму? Јас само кратко да изразам уште еднаш чудоневидување од повторно многу зборови малку дела, познатата латинска, затоа што повторно кажувате за и потврдувате дека станува збор за некои бизнис интереси според вашите чаршиски или сериозни. Сакам да кажам, ги потенцирам со мрежи во јавност. Так. Бидејќи се појави како партија на власт, сакав тоа да го кажам. Да не се изметнуваме сега. Сакав да кажам дека прво почит и респект е кон граѓаните како партија на власт, како пратеник, кога излегувате да им ги кажувате аргументите, не да трошите толку многу зборови за едно исто кажано. Ке одам вчудоневидена сум од да речам, се не можам да речам непознавањето, туку подценувањето на Бадентер системот, затоа што да, како што кажавте и вие Младен, сме биле сведоци и она што го кажа и аналитичарот Билјали, може значи да се случи таква ситуација, не е ова некакво заплашување или не е ова некаква предикција дека ќе се случи нешто ризично, но незадоволството секако дека може да стане евидентно во наредниот период и да, верувам дека ова е ситуација во која што треба можеби да бидат и вклучени сите политички партии, да се разгледа значи како би се функционирало понатаму. Јас немам информации од извршниот комитет од вечерва кој што го одржавте, освен ова што го кажавте вие дека е овластен, но она што можам да го кажам до сега е дека навистина верувам дека со потезите кои што до сега се направени во овие 10 месеци, Македонија дефинитивно се оддалечува од европскиот пат. Ние без разлика да колку и да со било кои анкети, со било кои нарачани и ненарачани анкети да се мери евроскептицизам, да се мери дали граѓаните сакаат да одат кон Европска унија или не, патот кој што сме го зацртале е тој и тоа што и треба на државата е токму тоа, влез во Европската унија, но со овие потези, како што кажува и колегата, односно тој е пратеник, мојот соговорник, како што кажа, рече дека борба против корупцијата тука треба да биде навистина единство помеѓу сите политички партии. Ние досега гледаме селективност. Тие потези за кои што ви кажувам дека ја оддалечуваат државата од Европската унија. Ја оддалечуваат од патот од Европската унија. Гледаме, например, еве последно ќе земеме во истрагата за Кочани. Ајде да ги наброиме случаите, ако речеме еве случајот кој што беше со братот на градоначалникот на Гази Баба. Видовме ли некој да се извини? Видовме ли тој да одговара? Видовме ли да се извини градоначалникот, да се повика како Министерството за внатрешни работи? Ме слушате ли ви? Јас кажувам, значи зборувам за една морален аспект. Дали се извини дали се извини градоначалникот, дали се извини братот на градоначалникот затоа што злоупотребил позиција на својот брат. Вие сакам да кажам, истрагата во Кочани исто така потврдува селективност. Вие покажувате еден вид на заплашување, реваншизам, за жал, јас ќе кажам за жал, затоа што секој еден од нас, секој индивидуа сака да се менуваат работите. Тоа е навистина така и секоја политичка гарнитура наредно која ќе доаѓа без разлика дека тоа пак ги носи буквите СДСМ, без разлика што ги носи буквите ВМРО, ДПМН и сите останати партии. А ако веќе значи работите се менуваат и се оди напред, секој граѓанин сака да види навистина промени. И борба за против корупција и против криминал вие дефинитивно не покажавте. За ниту еден скандал за кој што излеговме, вие немате дадено ниту само имате напади од вашата страна, ни едно сериозно истражување, ни едно сериозно обвинение, ни едно сериозно разгледување, ниту едно достоинствено разгледување, барем од страна вас. Замислете, вие имате премиер кој што на вечерта во најстрашниот ден за Македонија, кога се случи, држи во рака документ од Министерство, документ кој што е доказ
и спомнува имења пред да излезе јавно обвинителство, пред да излезе Министерство за внатрешни работи и кажува имења. Никакво почитување на презумција на невиност. Екзекуција веднаш сега. Богданка, сериозна сте во ова? Сериозна, затоа што премиерот излезе, дали се сеќавате на вечерта, пред да излезе јавно обвинителство, пред да каже дека има обвинение за било кој. Од европска агенда до вие зборувате дека сите сте вие заеднички во владината коалиција. Многу работи нафрливте. Борбата против корупцијата, така сега ќе ви ги поврзам двете работи, ако не ви се јасни. Нема потреба. Јас сум многу свесна. Борбата против корупцијата и криминалот е услов во патот кон Европската унија во напредок на државата. Не, вие ќе па со нула сте оценети. Ама ние изгубивме на избори, што правите вие? Ама ние ги сносиме последиците, државата ги сноси последиците. Изгубивме ние со на нула избори. за борба против криминал и корупција, социјалдемократскиот сојуз владата е оценета со нула на задување. Вие сега што правите? Ајде. Сега ќе ви кажам. Ајде кажете. Не може да ми кажете зашто немам довршено. Господине Младен. Еве, само значи да ви сакам да краток одговор на ова што правиме ние. Сакам да довршам. Откако? Корупцијата. ВМР-ДПМН е на власт, само да ви поврзам. кажам, секунда, ве молам. Откако ВМРО-ДПМН е на власт? Имаме сериозна борба против криминалот и корупцијата. Против оние банди кои вие ги толериравте, кои работат со трговија со дрога и со оружје и хараат на територијата на Скопје и на цела Република Македонија. Кога беше незамисливо да се влезе во Рачиново и да се откријат арсенали на оружје и дрога, и тие банди, вие знаете подобро како се викаат Белановца и слично. Зашто ви знаела јас подобро, вие не вие имате слики со нив, јас не сум се сликала со нив. Па беа сликани заедно со вашите функционери. Од Петре Шилегов па до Зоран Заев, па сите соред. Христијан Мицкоски. Па сите соред. Не би рекол бидејќи Христијан Мицкоски. Зашто не би рекол сега сакате ли стварно да ги вадам, пошто не се сеќавате ниту вие се на ова. вадите со батеријата на вашиот телефон, па нема. Вака да ви кажам, Христијан Мицкоски и Панче Точковски како министер за внатрешни работи презедоа сериозни акции против сузбивање на криминалот и корупцијата, криминалот на банди кои работеа со дрога, трговија со дрога, со оружје, со убиства. Потоа имавме врховен судија, член на Совет за јавни обвинители, еден куп функционери, директор на јавни патишта и слично, кои во изминатиот период имавме тука, видете. Кого амнестиравте? Вице-премиер на влада, никого не ја амнестира, вице-премиер на влада. Дури слушнете ме, дури и премиер на Република Македонија господин Ковачевски има предлог кривична пријава и обвинителството треба да се изјасни. Се уште не се изјаснува. Да, не се изјаснуваат, барате, ветивте и не исполнивте. Апсолутно исполнивме, ја ви кажувам колку акции се спроведени во изминатиот период. Борба против корупција во здравствениот систем, во администрацијата. Се започнале, ги сме ги донеле до тука и после ги амнестираат. Сега владата велите дека тоа е исто како кога велите, сакам да ви објаснам. Немаше да ми објасните, само ви кажувам да ви ги донабројам. Ама од друга страна, кога гледате во собранието што се случува, сваќате дека ништо не е стабилно. Борбата со шумската мафија, со мафијата во здравство, борбата со градежната мафија. Апсолутно секаде имаме акции кои дадоа резултати. Еве ви кажувам. Сите овие со ред. Во ваше време знаете каква акција има спроведено вашиот министер, ама и доправа ќе губите. Овие 18 пратеници во парламентот на Република Македонија ви се многу, бидејќи еден куп од вашите пратеници, бивши министри, се со кривични пријави или сомнежи за сторен криминал во изминатиот период со фирми на тате, бате и слично. Кога би било се насигурно не би биле толку нервозен, господине Ристевски. Апсолутно, не сум нервозен и немам причина. Но со судство, какво што вие ни го оставивте во наследство, ние се уште работиме со обвинители кои вие и демократските... Кој што го напаѓавте? Не го напаѓаме ние. Само кажавме се да смените како господин Ристевски дали само поради сериозноста на случајот со Кочани, како трагедија, која сите треба. Сега сте задоволени од него? Не сум задоволен, имам забелешки на многу предмети претходно работата од Коцевски. Сега дали сте задоволени? Но од ова сега можам да кажам дека оваа истрага покажува ажурност. Еве, само ќе ви кажам околу Кочани. Како параметар за споредба,
мора да имаме тука компарација, да знаеме што е добро, а што е лошо. Ќе ве прашам вас, како реагирале институциите на системот во слични ситуации, трагедии кои се случиле во периодот додека вие ја практикувавте власт? Тука ќе ги спомнам Ласкарци, модуларната болница, Беса Транс и слично. Една недела не можеа институциите на системот, МВР и слично инспекторите да влезат во дирекцијата за транспорт. Извинете да ве прашам нешто. Не може да го најдат, затворена беше агенцијата на Беса Транс. Каде што заедно, не, како успеале? Сакам да ве прашам ама нешто. видете, јас како пратеник во Собранието на Република Македонија, само да ви кажам. Кажав дека сте како пратеник, да, нервозен сум бидејќи 80 човечки животи беа изгубени. А вас ве погодуваат, мене не? Да, апсолутно. Мислите дека вас и вас ве погодуваат, само ќе ви оставам да кажам и јас нешто ако може. Да се го искажам. Како пратеник во Собранието на Република Македонија, јас Убаво во ми многу нарекавте наврати, дама не на само јас, почетокот, ама и сите ние, толку кажувавме, односот кон луѓе, дама. свестете се што правите овде, мора да има одговорност. Така. Овде не смее да има неказнивост, бидејќи ова ќе се повтори. И еве, Што се бараат повтори. родителите на децата? Јас не сакам да зборувам за Одговорност. тој случај. Јас сакам друго И ќе нешто има да ве прашам. одговорност. Јас сакам Видете, друго да ве прашам. во првите Јас сакам- 24 Ама часа. зашто не ме оставате? Еве ќе Добро, прашам јас дали да ви треба да кажам викнам фактите. сега. 70 Дали треба луѓе. да... Да. Ајде, Дали 70 според вас? луѓе се Ама не, опфатиле дали страгата. според вас? Чекајте сега. Дали според вас? Ево ред, не се нервирајте кога треба да зборувате за лидерот. се нервирам. Ако и малку критика сега може да Апсолутно. речете се согласувате, вие сте Али- пратеник, вие сте избран од народот. Ако Вие сте критиката- избрани од ако граѓаните. критиката е оправдана. И вие можете. А Дали тенденциозна сметате критика дека не. е во ред? Ќе ви одговорам, ќе ви речам. Чекајте, и дали сметате дека не е влијание врз истрага? И дали сметате дека е во ред? Прв да излезе премиерот да кажува имиња за одговорни во една од најголемите трагедии во Македонија, најголемата, можеме да речеме, не една од најголемите. Ме прашувате? Дали, да. Дали сметате дека е во ред да држи во раце доказ, да мафта и да го кажува името и Може да ви презимето? одговорам сега? Да, може. Јас не сум правник Да. и апсолутно не сакам да ја политизирам трагедијата во Кочани. Сигурно ќе ви честита премиерот за добриот Само да ви одговор, кажам. верувам. Не, Председателот сигурно ќе Ама ви ме рече браво, прашавте, убаво избрани. ве да. молам, бидете Ве коректна да ви зато- одговорам. И Затоа ве што прашав тоа дали е сакате да ви влијание одговорам. од позиција Ама, слушнете на ме. моќ. Видете, врз само да ви кажам. истрага. Само ќе кажам дека гледам во оваа истрага ажурност. За 72 часа Се беа сеќавате ли поднесени- на акцијата Змиско? беа Колку поднесени беа? кривични пријави, Се сеќавате ли на тој случај? беа викнати на распит сите и актуелни и Дали- бивши Чекајте, дали се функционери. сеќавате на Змиско око колку Не, беа оапсени? дали се сеќавате И вие колку за во Ласкарци, за Страсбург Беса и добија? за модуларна болница, дека нема ниту една кривична пријава, ниту еден осомничен. Кабел. Кабел. Што зборувате докторите? Не, ја ве кажете ве кој. молам сега, бидете Кажете кој? Сериозен бидете сум. сериозни. Најсериозен, кажете кој. Ама мене стварно Кажете не ми се колку верува на кривични пријави? на ваква паушалност, Кажете- значи не ми се кажете- верува дека Не. доаѓа значи прво од Тоа пратеник, ќе си го второ кажете од пратеник на власт. Кажете колку Ма зашто на кривични викачки пријави? и тука сега ми викнале Кажете- нешто треба да кажете кажам колку- и тука, кажете- нели? Кажете факт. Колку кривични пријави за Ама Ласкарци, вие го модуларна и следевте ли без? тој случај? А Да, колку јас има бев сега? пратеник и Ама зборувам. добро, колку има сега? Вие гледате како го поистоветувате Сега има случајот. 70 Ние поднесовме еден осомничени. закон, вие не можете да се договорите и околу тоа. Закон. Не сакаме да го политизираме воопшто овој случај, ние Ма, тоа вие го кажавме. прескокнувате камера Ама сега. не ги Зошто не ми прескокнувам. одговорите колку Значи не кривични- ги колку прескокнувам. кривични пријави- Јас ама ви кажав дека сте нервозен. Колку кривични Значи ви пријави, нервозен кажувам. сум, колку кривични пријави имате Па за Беса, смирете се ако сте нема нервозен да и се ќе ви спирам, кажам. бидејќи човечки Па животи ваков се. однос не се Беса, не се Ласкарци, толерира, зашто модуларна би го болница. толерирала? Колку кривични пријави Ама имате? зашто би го толерирала? Не, Во дали- број не знам колку се, но има кривични пријави, има Со одговорности. мене вака не можете да си играте Значи, играчки. ама Не можете. Добро, факт Ако е дека некој ми таму немаше дозволува, доволни немате цели, кривични пријави, ниту една. Затоа СДСМ ги Со мене вака не. Ама сега јас постојано вака ви кажувам, значи постојано. Вие од сега не понатаму, постојано. да. Кажете ми колку кривични пријави се поднесени за овие три случаи, каде што животот го изгубија 80 Дали лица. знаете како- Не, јас знам, ниедна. Вие не знаете, Дали не може- знаете вие, не сакате да кажете. Ќе ми Ниту да една оставите да кривична одговорам пријава. или не? Ќе му Одговарате. оставите да одговорам. Колку кривични Дали пријави? знаете кога знаеме дека истрага е ефикасна или не? Колку Кога кривични ќе пријави? заврши судењето, господине, Колку кривични кога ќе пријави? заврши Па да судењето, оставиме. може да уапсите 50, Да. може да уапсите 60, Добро. 70, 100, како што Тука беше се за Смис сложуваме. колко, но на крај треба да има судска Се одлука. сложуваме. Судиите од тефтерчињата ваши, ниту еден не е сменет, ниту еден не беше сменет. Дали тоа го знаете или не?
Или сакате јас исто како вас да ви ги читам со имиња? Читајте ми ги со имињата, Значи се. вака, бидете сериозен, Луцо Коцев, изборувајте, бидете сериозен, изборувајте Не, пред сериозен граѓаните како човек кој што доаѓа од позиција на Колку власт кривични и пријави кажува имате што поднесени? правите за народот, затоа што со све се занимавате, сложувам, не се занимавате се само со сложувам, тоа. треба да се Вие прочека, видите да пардон. заврши истрагата, Така е, и да се- ефикасноста ајде не се е за за двајца, истрага, да, е целосно до крај Оваа на тема е судскиот пресериозна процес. за да вака Точно, за да се политизираме. политизира, апсолутно. Загина во претходните трагедии Така е. 70 луѓе Така е. вкупно 3, сега Така над е. 60 Така луѓе е. И и млади. навистина е трагично Да. ова да го политички На злоупотребуваме. крај паметно ми паѓа. Да, значи во таа насока што И да се понатаму? надпреварувам, ова е како Дали- надпревар звучеше што е крајно невкусно и јас Како од надпревар? ова позиција ми доаѓа да им се извинам на граѓаните за ова дискусија што имавме сега. Овде компарација Сериозно на ви работење кажувам, не е на компарација, институциите на систем. не, Добро, не е ако за компарација, 24 не беше часа се компарација. осомничени Воопшто, 70 лица не. и поднесени Јас кривични тука ќе пријави, престанам на а оваа за тема. 5 години ниту една кривична пријава каде што животот го изгубиле 80 лица, па кажете вие. Јас го кажав моето. Ако сте погласен не значи дека сте во право. Толку И можам сум да ви кажам погласен, на оваа тема, и да. сум, Да, да. ја кажувам вистината. Добро. Добро. И ќе ја кажувам Не, вистината, сакам. да. Како што си кажавте дека за гумите, дека зато ви се патните трошоци. Прашајте Убаво ми си и тоа ќе кажавте, го објаснам. искрено ви се трошат гумите, така Да. е во право. Па нормално Во гумите. ред, Вашите така е, не се трошат? нормално. Не возам кола моментално. Добро. И немам патни трошоци. За тие што возиме, И немам дали се патни трошат? трошоци. Дали гумите се трошат или не? Ама се, вие од собрани, леле, сакате Ма се свака да човечки влезете прашувам. во оваа тема. Не, пробувате Сериозно. нешто тенденциозно да ми наметнете како. Јас ќе ви Како кажам да и за ви тоа, наметнам? дека со ниту еден денар не сум го оштетил буџетот на Република Македонија и се што е исплатено е законски. И од другата страна им кажувате на граѓаните дека доста им се 400 евра минимална плата. Не, апсолутно не им кажам. Сега не Е, па сега се не за скокајте од тема на покачување тема. или Не, не сте? затоа ги покачуваме платите на граѓаните. Сте ли за покачување? Бидејќи не сме. На И ги работниците, покачуваме. јас зборувам за И работниците. на работниците, овие Дали што им ги се покачувате? здравствени работници, образовни Работниците во работници. фабриките, дали им ги покачувате за минимална плата, зборуваме, господине, дај ве молам, направете еднаш разликата, барем во една област од ова све што зборуваме, може ли? Господја Богданка, сега Дали вие сте за нервозна? покачување не Да. на минималните плати Да. на луѓето? Како? Кратко и Кога? јасно, да. Да се договорат ги оставивте само, Ако се така? договорат синдикатите и Ако не стопанските здравје комори, може, доста им се апсолутно на немаш. луѓето. Така. Многу добар, Но добар заклучок. самите- Убав одговор самите дадовте. синдикати Јас го кажаа завршив, тоа, да. апсолутно Да. не. Јас завршив, И да. ќе бидат Завршивме. покачени платите на работниците. Да, ќе видат. Сигурно ќе Да. видиме во наредниот период. Ќе видите и тоа како. Кузеска, ви благодарам што бевте вечера благодарам и гости вам, на Рове. ТВ24. Ристевски ви благодарам. Благодарам на И поканата. на вас. Да, можеме да се извиниме на гледачите ако сметаме дека Така е. дел од дебатата излезе малце од рамките Лично на го она чувствував така. што треба, но мислам дека сепак успеавме до крај да успееме колку толку да задржиме ниво. Ви благодарам на учеството во емисијата, пријатно почитување гледачи.